Додека низините врсници целосното слободно време го поминуваат на социјалните мрежи, таа се препушта на музиката и пишаниот збор. Михаела Антеска свири на електрична гитара од мали нозе, пишува и компонира песни. 16-годишната гостиварка дебатира на музичката сцена со својата прва песна, во панк-рок стил, насловена Insecurities, како изведувач и како автор на музиката и текстот. Да, тоа е точно дека текстот и музиката се мои. Уствари, сите песни што досега ги имам напишано, што не се уште нели извадени, но ќе бидат понатаму, сите тие се мои. Јас едноставно тоа што ме натера да пишувам е еден интересен и тежок период од мојот живот, кога поврзане со менталното здравје не бев баш најдобро и тоа што го чувствував, тој дел од срцето, тој дел од душата, од било што, тоа го извадив преку песните. И мојата мисија тука е да им помогнам на другите да сватат дека не се сами, дека преку такво креативно нешто, не мора да е музика, може да е било што, може да е спорт, може да е уметност во некоја друга форма, преку тоа може да се соочат со тие проблеми, а меѓу другото и со самите себе. Михаела пее на англиски и вели дека на тој јазик може да се изрази подобро, но смета дека тоа ќе ја помогне да се промовира надвор од нашата земја. Песната е моментално објавена на социјалните платформи YouTube и SoundCloud. Ќе објавиме и на Spotify, и спот ќе има, и тоа го гарантирам. Спотот ќе биде еден од тие мали чекори за да добием препознатливост надвор од границите на Балканот, значи од целиот свет. Гитара свири од 7-годишна возраст. Љубител е на рок, метал, панк и гранч музика. Настапувала на клубски свирки, манифестации и фестивали. Значи растена сум, како што реков, со метал, со рок, со панк, со другите стилови почнав да ги откривам понатаму, кога станав свесна за тоа ја што сакам да го правам. На 7 години, баш на 7-миот роден ден, памтам, кога наполнив 7 години, на тој ден ја купивме мојата прва електрична гитара, тоа беше мини Fender. После тоа дојде друга гитара, па трета гитара. Пеењето ми е исто така со гитарата, значи најбитно. А што се однесува до настапите, имам настапувано на повеќе локални манифестации и клубски свирки, нели. Во 2019 се случи фестивалот од ребра до рок-н-рол, тоа беше фестивал за девојчиња и настапував на тоа со мојата група Викторија Нагал. Тоа се фактички тие почетоци. И сега планираме уште свирки, затоа што преку свирките ти фактички учиш како да се понашаш на голема сцена. Денеска е пред 50 луѓе, утре е пред 5000. Никогаш не знаеш кога тие 5000 може да те бараат тебе за настап.